Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во овие летни дни секој бара начини и можности за разладување и да се побегне од горештините. Македонските туристички места се преполни со гости од Република во иностранство. Врие од туристи во Охрид, полно е и во Струга, Преспа, Дојран, Маврово, Берово и така натамо. А ние за време на нашиот годишно одморски престој во егејскиот дел од Македонија посетивме низа места во Беломорието и се сретнавме со многу наши македонци од различни генерации. Разврзавме муабети, отворивме многу теми, прашања, проблеми и дилеми. Имаше среќни, но и тажни истории, какви ли не доживувања, но и многу оптимизам и верба дека времето на вистината е на нивна страна. Велеа, оти покрај толкуте неправди, непризнавања и голготи, низ кои минале многумина македонци од Егеот, ама ете како, силно ешат македонскиот збор, песна и оро во многу места. Горди се, оти коренот ни е ист, дека сме едно многу големо македонско семејство, од Вардар, Еге и Пирин, па до Америка, Канада, Австралија, Европа, Нов Зеланд, Јужна Америка и каде не. А илјадници браќа и сестри, кои низ годините и децениите од родната македонска земја се заминати и се иселени во разни држави од светот, во овие летни месеци се дојдени или ќе доаѓаат во нивните родни краеви низ Македонија. Отворени се многу заклучени порти и домови, оживеја сокаци, дворови, кујки и домови. Има средби, посети, седенки и муабети на чардаци, дома, сред село, или во градски чарши и ресторани и каде се не, во друштво со блиска и далечна рода, со пријатели и другари, па се редат спомени за годините поминати овде во татковината, како и разговори за животекот тамо, каде што век векуваат нашите во светот. Во 6 месеци од годинава, низ двата македонски аеродроми поминале околу 2 милиони патници, што е зголемување за над 30% во однос на истото време лани. За разлика од порано, патниците повеќе нема потреба да вадат лаптопи и мобилни телефони и течности од својот рачен багаж, туку остануваат овие предмети во нивните торби за време на проверката. Новите уреди и системи на меѓународниот аеродром во нашиот главен град веќе го бројуваат крај големите европски аеродромски центри, како што се Франкфурт, Хитроу и Цирих. А како и секоја година, повеќе културни лета со разновидна и интересна програма има во Републикава во овие годишно одморски месеци. Се организираат во Скопје, Битола, Охрид, Прилеп, Штип, Гевгелија, како и во Струга, Куманово, Струмица, Македонски Брод, Велес и во низа други градови и села во Републикава. Во раскошниот амбиент на Преспа пред царајот во Ресен, голем број гости од европските и балканските земји присуствуваа на свеченото отворање на меѓународниот театарски фестивал, наречен Актерот на Европа. Беа врашени годишните награди и признанија кои ги доделува фестивалот, што е основан во 2003 година, кога Европскиот парламент го прогласи Преспанското езеро за Европски парк меѓу Македонија, Грција и Албанија. Признанието за животно дело го доби режисерот Нико Горшико од Словенија, додека лауреат на наградата Клучевите на Преспа е Славе Катин од Лубојно, по повод 50 години од неговата многу богата публицистичка и новинарска дејност, со издадени 66 дела
од кои низа се однесуваат на Преспа и Преспанското езеро. Исклучителен е придонесот на Катин и во меморирањето на вистината за македонското иселеништво, во одржувањето и градењето на врските меѓу иселените македонци и нивните брајке и сестри во Македонија. Славе Катин е автор на вредни дела и за Македонската православна црква во Републикава и светот, монографии за знајни македонски имиња од разни држави, меѓу кои и за колегата Бошко Рајчовски Пелистерски, потоа за печалбарството, за организации, издруженија, медиуми, за историски, културни, образовни и други теми и области на неколку континенти. Значи наградата Клучевите на Преспа 2026, која ја има добиено и уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски, и годинава отиде во вистински раце, кај истакнатиот македонски публицист, новинар и аналитичар, преспанецот Славе Катин. На 12. јули на Петровден во Античкиот театар ќе биде отворен 66-тиот интернационален фестивал Охридско лето, со гала концерт во придружба на Македонската опера и балет. За време на 40-дневното Охридско лето ќе има 50 на концерти и настапи со над 700 познати уметници од 24 држави. Во Битола Бабам Битола од 14 до 31 јули ќе се одржи 56-тиот фестивал на народни песни, игри и линденски денови со 1300 учесници. Настапуваат 35 ансамбли и фолклорни групи од Македонија, Америка, Кина, Шведска, Венецуела, Порто Рико, Холандија и други. А фестивалот на медитеранскиот и балканскиот филм, наречен Преку езерото, по 5-ти пат се одржува во Дојран, Струмица и Гевгелија. Продолжаме со вестите. Честитки за големиот 250 годишен јубилеј од американската независност, прославен како што доликува на светската велесила и како што доликува на многоилјадните наши брајка и сестри македонци, на кои со децении им е Америка нивната втора татковина. Во Скопје имаше убав прием во амбасадата на Соединетите Американски држави, кој мина во пријатно расположение, со разговори, музика и игра. На самитот на НАТО во Анкара, Турција, одржан под мотото "Посилна Европа, посилно НАТО", учествуваше и пресателката на државава Гордана Силјановска-Давкова, која ја предводеше македонската делегација. Таа имаше повеќе средби и разговори со лидери од низа земји. Учествуваше и на состанокот на Северноатлантскиот совет, заедно со 32 шефови на држави и влади, порачувајќи дека проширена и обединета Европа е посилна, чија мојк лежи во низините демократски темели и постојан мир, рече Силјановска. Во Скопје престојуваше комесарката за проширување на Европската унија Марта Кос. Таа имаше средби и посети разговори во владата, во собранието, со представници на разни организации и медиуми околу реформите и прашањата поврзани со Европската унија. По средбата со председателот на македонската влада Христијан Мицкоски, домајкинот и гостинката одржаа заедничка пресконференција. Премиерот Мицкоски истакна, цитирам, дека нашата определба останува Европска унија и продолжување на реформите. Ќе ги зајакнуваме економијата, институциите, владењето на правото, ама остануваме доследни на нашиот став за заштита и почитување на националните интереси и националното достоинство, со јасна европска перспектива и со еднаков третман на секоја држава кандидат. Во тој европроцес ја цениме поддршката од Унијата и очекуваме европскиот пат да не биде оптоварен, да не биде закочен и уценет со билатерални прашања кои создаваат неизвестност и нервоза кај македонскиот народ. Еврокомесарката Марта Кос на заедничката пресконференција во владата истакна дека Македонија е една од земјите со најдобри постигнувања во реформите кои се бараат, но и дека требало да се усвојат уставни измени па да почнеле преговорите со Унијата. Марта Кос ја пофали македонската влада. Рече, охрабрени сме и навистина срекни во Брисел, што Македонија направи ваков скок и е на првите позиции кога станува збор за реформите во планот за раст. Вие испорачувате многу во таа реформска агенда, истакна гостинката од Брисел. Во Републичкото собрание средба имаше, ама договор не е,
меѓу пратеници од власта и од опозицијата околу изборниот законник и гласањето на иселениците во светот, прашање кое не треба да биде предмет за дневно политички пресметки, а рокот да се усвои изборниот законник е до понеделник. Од ВМРО-ДПМН вела дека чекаат опозицијата да се договори и оти ќе ги прифатат сите нивни предлози, ама само доколку биде обезбедено да гласаат нашите во странство на следните избори по електронски пат или по пошта. Македонија има најниска инфлација во регионов, а владата има план и резерви за секоја ситуација, бидејќи не е лесно во услови на две војни кои го нарушуваат снабдувањето, да се обезбедат навремено и доволни количества енергенси и за луѓето и за бизнисот. Според најновата листа на пасошите во светот, македонскиот пасош се најде на 41-то место меѓу 199 земји. Со него може да се патува без виза во 127 држави ширум светот. Според една најнова анкета на прашањето за која партија ќе гласате на наредните избори, за ВМРО-ДПМН рекле дека би гласале 20,5%, а за опозицијската СДСМ 6,2%. Од лидерите партиски, Христијан Мицкоски од ВМРО има доверба од 23,3%, додека Венко Филипче од СДСМ 5,1%. А во изминатиот месец јуни, кај нас инфлацијата е опадната. Криминалот е намале за 30% и е најнизок во последните 20 години. Арами ја ограбиле касата на соборниот храм во Гостивар. На 1400 бомби и гранати од Првата светска војна биле пронајдени и безбедно подигнати на Тумбекафе или во поранешната касарна во Битола. Охриđанец починал откако проголтал кеса со дрога. Тој не запрел на знак од полицијата, туку избегал. Меѓутоа набрзо бил застанат, но и фатално завршил. Во стан во Солун била пронајдена мртва 23 годишна девојка од Прилеп која студирала во Солун. Се испитуваат причините за овој трагичен случај. Во сообраќајна несреќа кај струмичкото село Робово загина 42 годишна жена од тоа село, а две лица биле повредени откако непознат сторител фрлил рачна бомба кон ресторан во тетовското село Добарце и тоа одвозило во движење. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна и исклучително значајна, незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Благодарение и на разбирањето, на помошта и добрата волја од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги успешните бизнисмени Алек и Димитар. Во живописното и селеничко село Галичник се одржува една од најпрепознатливите и најоригинални културни манифестации во земјава, Галичката свадба. Оваа вековна традиција е исполнета со свадбарски обичаи, оригинални носии, изворни песни и ора и други манифестации кои представуваат живо сведоштво за богатото културно наследство на Мијачкиот крај. Зет и невеста годинава се Александар и Мартина. Тие ќе се венчаат на 12 јули во црквата Свети Петар и Павле во Галичник. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Запеј песна мори моме, да те чујат многу село, кај изворот,
запей песна Život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се богатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или YouTube и си напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајковски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл dorajcovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Европски пат го има оној билатерален спор со Бугарија. Дали може би треба се бараат и европски механизми за да се помине оваа пречка? Smatram da bi se trebalo puno više angažirati kad je riječ o Makedoniji. Smatram da je Makedonija zapostavljena, da je zakinuta i da treba učiniti sve što je moguće kako bi se prebrodio taj spor i kako bi se unutar te veće, fleksibilnije, pragmatičnije Europske unije i na kraju krajeva konačno unutra u članstvu našla i naša prijateljska Makedonija. Не веруваш на овие работи. Абе, најстрашно е што ти не веруваш во овие работи. Значи, избориме за ефикасност, уведувате 3 директори за да си ги испопикате вашите функционери на директорски места и вие на нас ќе ни продавате морални дилеми или ќе ни изборувате за трошење на народни пари.
Јас овде имам право да правам филибастер и ќе дојдеме за тој филибастер, ама да не се правиме луди. Ова е конкретно за третиот директор на ЗНАМ за да се задоволи вашата коалиција. Како можете, вие сте интелектуалец, зарем не разбирате поентата на демократијата и опозицијата во демократијата. И плюс колешке Дафина Стојановска, вие имате активна блокада во минатиот мандат. И јас тука мислам дека направивте нешто доблесно, иако не отидовте до крај. И всушност доблест е да се покаже блокада на расипнички политики. Вие тоа најдобро го знаете. Vicom u ruci, tražeći spas. A danas? Danas se u Pekingu klanjaju rezultatima Srbije. Aleksandar Vučić se setio vremena kada je Železara Smederevo krvarila $12 miliona mesečno. Danas, zahvaljujući čeličnom prijateljstvu sa Kinom, ona je stub srpske privrede. Vučić je u Pekingu ponosno istakao da je Srbija od visoko zadužene zemlje postala nisko zadužena, a da je prosečna plata sa 329 evra skočila na 1037. Ovo je pobeda vizije i borbe za svakog građanina Srbije. Čelo mu reko, sine, ti nosiš ognjište. Na makedonski prv patke zapeš, na makedonski Boga ke sretneš, dodeka doma ke kažu vaš majko, žive narodo ti nema da zgasneš. Daj mi Bože jaziki, na srce to majka me vikna, na makedonski duša da mi nikna, da sme na knjigi, da sokrija tragi, ne brišat koreni, dedovi pragovi, što bogoslušnavo majčina pesna, nikoj ne briše, živa je večna, majko Makedonijo, živamo nas, i sve koje solza se vraća tvoj glas. I jedan den sin mi me praša, tatko, kaži mi, koji sum jas? Go krena vrace, go bakna vo čelo mu reko, sine, ti nosiš ognjište. Na makedonski prv patke zapeš, na makedonski Boga ke sretneš, dodeka doma ke kažu vaš majko, žive narodo ti nema da zgasneš. Daj mi Bože jaziki. Presta
фер кон Македонија, побараа да промените име и знаме. Сега бараат македонците да прифатат дека не се македонци. Порача од Скопје поранешниот министер за надворешни работи на Турција Мевлут Чавушоглу. Од меѓународната конференција Диалог за единство и мир, на која домаќин беше поранешниот председател Ѓорги Иванов, испратена беше порака дека местото на државава и регионот е во Европската унија, што би значило подобрување на безбедносната состојба на цела Европа. I believe that the security of Balkan region. Верувам дека безбедноста на Балканскиот регион, Европа и Турција е неделива и се надевам дека Македонија ќе стане членка на Европската унија во годините кои следуваат. Без отворање на поглавја на Македонија и се дадени претходни критериуми кои не се фер кон македонските граѓани. Од Македонија се бараше да го смени знамето, да го смени името. Сега од македонците се бара да прифатат дека тие всушност не се македонци. Домаќинот Иванов порача дека како на патот кон ЕУ, така и за било што најважно е да се има диалог. Според него целта мора да биде создавање простор во кој различни идеи, искуства и визии ќе може да се сретнат во духот на почитување, разбирање и отворен разговор. Денес диалогот не е избор, тој е неопходност. Мирот не е состојба што еднаш за секоја се постигнува. Мирот е процес на постојано градење доверба. Не постои траен мир без разбирање. Не постои разбирање без разговор. И не постои вистински разговор без подготвеност да се слушне другиот. Кога престанува диалогот, започнуваат поделбите. Вице-премиерот Љупчо Димовски вели дека Македонија мора да покаже дека е фактор на стабилност која ќе се гради преку разговор. Мирот е можен, диалогот е неопходен, а едината им припаѓа на оние што избираат да ги поврзуваат луѓето, народите и државите. Да изградиме мостови на разбирање денес, за да возведеме мир и единство за генерациите што доаѓаат. Дека оваа конференција биде уште еден чекор кон свет во кој различностите се богатство, диалогот е принцип. Инаку во фокусот на конференцијата Диалог за единство и мир 2026 се актуелните глобални предизвици и можностите за напредување на меѓународната соработка, диалогот и мирот. На конференцијата ќе учествуваат поранешни шефови на држави, министри, дипломати, универзитетски професори, истражувачи, представници на меѓународни организации, бизнес лидери и млади од повеќе земји од Европа и Азија. There is no North Macedonian people, there is no North Macedonian identity. There is, sadly, by some retrograde forces within the region, an attempt to force forward this type of narrative of a North Macedonian people, of a North Macedonian language. There is only the Macedonian people and the Macedonian language. And any retrograde attempt, whether it be by state actors or non-state actors, to force something onto us that is not natural and is in defiance with our self-consciousness and self-awareness as a nation, will be reacted to. Because this is not just contrary to international agreements and international public law, it is contrary to the basic moral standards that we hold as societies. We are blocked from the outside. From within, what I can tell you is, and my country, we spoke, front runners were mentioned a few times. We dislike the term front runner. We've had the status so many times and then lost it. We don't need it. But what I can tell you is we are delivering very strongly on the reform agenda, have one of the strongest portfolios there. We are not just 100% CFSP aligned, but I say CFSP alignment plus, because there are many things that we do on the multilateral forum that goes beyond CFSP alignment, which means we have created a portfolio of the best candidate possible. But we also need a willingness from European institutions and from member states to provide us foreseeability. Тоа беше излагањето на министерот за надворешни работи Муцински. Незиниот заменик, што албанец, да рече дека македонец има некоја меѓуетничка тензија или недоразбирање. Тој откри дека за времето на незиното владење, да речеме во Тетово, имало 200 души во општината кои примале плата, не доаѓале на работа и некои од нив си работеле во Германија. И тоа се објави во вестниците секаде. Ништо не фали. Не. Значи, во Македонија сите знаат кој краде, сите знаат кој прави криминал и не се одговара. Тоа значи дека криминалот е легален веќе. Некако не ви е малку незгодничко од ова цел ден што ја вртите риторикава? Не ве разбирам.
Не ви беше вас вака малку незгодно кога сите нас не бркавте од работа? Јас ќе зборувам со личен пример. Не ви беше незгодно кога мене ми ги кратевте часовите? Не се интересиравте за човечките судбини тогаш кога мене ме бркавте од работа? Дали не ви беше незгодно? Дали тогаш ви беше приоритет закони? Дали тогаш ви беше приоритет на развојот, развитокот на Македонија, поддршка на наставниците? Цел ден овде ве слушаме со демагогии како ние работиме против училиштата и против наставниците. Не ви е малку незгодно дека цел ден го лажете народот? Дали не ви е малку незгодно дека наеднаш вие станавте спасители на Македонија? Јас мислам дека ние гледаме различен закон. Законот е пред мене, се надевам дека и пред вас. Паралелка може да се формира со помал број ученици утврден по став 2 на овој член. Се добива со согласност од основачот. Од кого треба да добие согласност? Не ве разбирам. Не сакате да се направат промените? Сакате Македонија да продолжи да тоне? Сакате образованието да продолжи да тоне? Не ли ви е малку навистина непријатно цел ден само едно исто да зборувате? Ке се отпуштале наставници. Драматично, многу драматично. Направивте толку помпезно, а ниту една трошка вистина немате во ова што го говорите. Не ве разбирам, немате ниту еден факт. Само ВМРО го донесува законот. Само ВМРО прави промена. Да, не е обемен законот и немојте да ја лажете македонската јавност. Воопшто не е обемен. 20 пати денеска ме спомнавте. Да, предлагач сум на законот и стојам позади тоа. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Nosi niz polenja, niz gradovi, Сонце греј над земјата моја, љубов гориво си те бои. Едно срце Македонија, од Вардар до Егејска сјај, Пирин шепти Вардар вика, да сме едно вечен рај. Од Пирин не ходоаѓа ни шуми, ни планини. Сонце старо, душа млада, се уште збори на македонски. Едно срце Македонија, од Вардар до Егејска сјај. One of the oldest in the world that still has the same name. Macedonia in etymology means make mother and Donia goddess. So Macedonia means mother goddess of the world. On Macedonian Peninsula, the big mother goddess Ma was celebrated for more than 10,000 years. In all archaeological sites that we have in Macedonia, there is a figure of big mother goddess Ma that is called Macedonia. So yes, Macedonia and Macedonia have right of the name Macedonia and to call themselves Macedonians. In ancient times, historians say that there were 5 big Macedonian kings' dynasties. One of them was Macedon, the son of Zeus. That Macedon is also called Heracli Macedon, the father of royal kings' dynasty of Macedonians. We have the lineage of all kings of Macedonian royal family, from King Karan from 800 years BCE to Persej 168 BCE. Alexander of Macedon and Philip was our most powerful Macedonian kings from Agriades' royal Macedonian dynasty from Orestida. Philip united all Macedonian tribes on Balkan, Macedonian Peninsula. Alexander the Macedonian united all Macedonian tribes from Macedonia to Middle Asia, Egypt, Persia and India in big Macedonian empire that lasted for the next 307 years. With the last queen of Egypt, Cleopatra VII, after Macedonia was by Roman rule. Then from Constantine Macedonian 300 AD, there was Macedonian royal dynasty ruling over Byzantium that was also called Macedonia. What are you doing? Shut up! I'm Grandpa! Oh, my back! My waist! I need another nap! What seems to be the problem? I need new parents. New parents? Why? They call each other baby. So? What do you mean so? I am the baby.
Неколку жални вести. Во Ливонија на 91 годишна возраст почина Стив Лашко, родом од село Дамбени, Костурско, Егејска Македонија. Опелото се изврши по Свети Климент Охридски во Дирбан. На 70 годишна возраст почина Павлинка Ристовска, родом од село Гјоновци, Тетовско. Со својот сопруг Радко беа 53 години во брак. Заедно со таткото станаа да жалат двата синови Игор и Дарко со своите фамилии. На 77 годишна возраст почина Мирко Мисајловиќ од Вратница. Остана да жалат сопругата Светлана, со која беше 51 година во брак, како и децата Дженефер и Джеймс со своите фамилии. Во Крајнпон, Индијана, на 74 годишна возраст почина Ангја Наумовска, која беше активен член при Македонската црква Свети Петар и Павле. Остана да жалат двата синови Томас и Андрю со своите фамилии, а на тој свет ќе ја пречека сопругот Златко. Бог да ги прости горе новопочинатите чеда. Плата околу 2000 евра, службена картичка, службен автомобил, шофер, секретарка, кабинет. Се наредено како што треба. Ингеренции? Нула. Ова држава те чини огромни пари. Немаме пари за минимална гарантирана помош за социјалците. Немаме пари за болниците. А имаме пари за секретарки, службени патувања, за службени картички. Затоа ЛДП предлага одитно укинување на замениците министри, бидејќи се непродуктивни и фрлели пари во ветар. Паушал во управен одбор. Додека граѓанинот треба да оди цел месец на работа за 450 евра, некој се појавил еднаш на седница на управен одбор и зел 1000 евра од државата. Вакви измислени политички функции треба веднаш да се укинат. Затоа ЛДП предлага највисокиот паушал по државата за управен одбор да изнесува една просечна плата. Бројот на членови на управните одбори веднаш да се преполови. Доста е трошење на непродуктивни работи. Не спијам, не знам како, мамо, да ти кажам, не икјам тебе, мамо, да те лажам. Мајко, ќе одам јабана, к светов да си го пробам, паричка да си спечалам, па да можам да се оженам, ергенлак, мамо, да сненам, па да можам да се оженам, ергенлак, мамо, да сненам. Што ќе кажеш, немој таму, сине, ќе се каеш, којто ги на синко си зафати, тој при мајка, сине, не се врати. Мајко, ќе одам јабана, к светот да си го пробам, паричка да си спечалам, па да можам да се оженам, ергенлак, мамо, да сненам, па да можам да се оженам, ергенлак, мамо, да сненам. Мајко, ќе одам јабана, к светот да
чалам, па да можам да се оженам. Ерген лак мамо да сненам, па да можам да се оженам. Ерген лак мамо да сненам. Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586 997 3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313 278 5100. Терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и ова соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630 432 9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Јас сум Спасен Селјановски, а вие слушате македонската програма Оро Македонско. На нас нека ни вели што саке. Нека ни вели што саке. Јас и други тоа македонци, други се право грци, а грци не се. Добар ден. Ние бараме такво едно место, каде беа деца бегалци од Грција. Маки, сери полоникаре? Полоникар, сери маки? Сери, дети. Добар ден.
Добар ден. Зборувате на македонски? Зборуваме и македонски, што сакате? И грчки? Не, македонски. Ние бараме такво едно место, то може беше школата, каде беа деца бегалци од Грција. Татко ми беше дете бегалец од Сидирохори, од Шештево. Тука беше средба, тие деца тука дојдат. Тука видов во 48 година последен пат својата мајка. Знаете каде има то место, та стара школа? Старата школа, која беше? Тука, да. Ја ќе ти кажам. Вие полски зборувате? И полски зборуваме, и македонски. Ама јас можам да македонски зборувам. Ти си роден во Полонија? Добре, јас сум роден во Полонија. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani Polka? Ja nie jestem Polką, jestem Greczynką, Macedonką. O, Macedonką. Pani była w domu dziecka w Polsce? A tam się wychowałam. A nie chcę. A to tak jak mój tato. A była pani w Lądku Zdrój? A Świerak Zdrój. Byłam tam 17 lat w Polsce. Do szkoły chodziłam. Z Rożercu. A to pani беше дете бегалец, да? Ja begalec. И јас беше бегалците, бе 12 години тогава, во Романија. Во Романија? Јам одено во Букуреш, тамо до Сторисколје, во Костанца. А тука беше та постара школа, каде мајки остават деца. Ja. Да? Паметвате каде тоа е таа постара школа? Школата, бар ви кажа, ама не сега ми е направено друго, зашто таа ја га расипаа. Тука не бе, селото воа имаше само куќи туа така. Не е селото това. Од тога има 60 години што не ме направено ништо. И јас кога дојдоме од Руманија ја направиме куќата баа, вефта така растуриме. Вефтото школие беше воа тука. Овој тука што е сега направено беше од тамо дур горе беше. Ама ова вефтата беше тука така некаде. И тука беше та стара школа? Ја, старата школа. Што е на таа слика? Ова е старата школа на селото. Од тука дур до границата, дур до Дупени, по ноци ојдоме. Од таму се не дојдоа камиони да звее и не знае кој е во Битола и од Битола на возот, кога избегаме 235 деца до 15 години. Другите се не беа партизани. Ние сме македонци. На нас нека не вели што саке. Нека не вели што саке. Јас и други тоа македонци. Модуларната болница во Тетово, автобусот на Беса Транс, Кочани. Сите овие се со заеднички именител. Пропусти, институционална негрижа, недоволна контрола, бавни судски процеси, правосудни органи целосно заробени во криминалните политички и економски елити и хендикепирано јавно обвинителство каде се штитат високопрофилни лица кои имаат моќ, а обичниот граѓанин останува обичен смртник. Животот кај нас ефтине. Ја плаќаме само цената на договорената правда. Вања, Фросина, Росица, Рамајана, нечија сестра, татко, мајка, мојата мајка, заборавената онкологија, Кочани, Ласкарци, сите се еквивалент на неми закони, купени слободи, празни домови, деца без родители, на родители без деца, на скапи гробни споменици. И зарем овде се случуваат убави работи? Можеме ли ние да зборуваме за убави работи? Можеме ли да зборуваме за убави работи додека во срцето на оваа земја има рана што не може да заздрави? Темнина што расте секој ден. А ние ги затворивме очите пред оваа рана затоа што не беше наш проблем, затоа што не засегна нас. Но денес, таа рана за која мислевме дека нема да ни наштети, стана закана за нашите деца и за нашата иднина. И нема намера да си замине. Ке расте. Ке се обиде да продолжи да расте се додека не проголта се. Дами и господа, јас не го знам вашето име, кој сте, што правите или што ве оптоварува. Но како граѓани на оваа земја, многу добро знам што ве прави тажни, среќни и горди. Исто така, едно знам сигурно. Молчењето
Пред неправдата, тиранијата и злоделата ве прави тивок, ѓавол. Пред се, ние сме одговорни едни за други. И затоа ве повикувам вас, добрите луѓе на оваа земја, да ја победиме заедно оваа темнина. Ајде, само заедно можеме да ја сопреме глувонемоста и молкот кои постанаа колективно насилство. Ме ги време да ве дополнам со убави работи. Тату, овој цигар вреди колку цела твоја бавча. Ајде бе, со ова сукало ќе те научам памет. Кога навијаш на светском првенство? За свој стомак. Да е Русија користила наше држављане да покушали да убију Зорана Заева. С тиме што е Зоран Заев на суđењу њима се има опростио и направио велику грешку. Jer njemu Igor Jug na suđenju rekao da imam drugu šansu, ja bi to ubio. Razumete? Znači, Zoran nije shvatio koje je to zlo. Ono zlo koje je Stambolića ubilo u Srbiji, ono zlo koje je ubilo Zorana Đinđića. On to nije razumeo. Ja apsolutno razumem njega jer je trebalo napraviti mir u tom trenutku u Makedoniji. Го прашувам тато зошто политичарите секогаш одат на пазар пред избори, а тато вели сине, па таму е единственото место каде што може да купат паметни гласови за ефтини пари. Добре дојдовте. Го прашуваат еден политичар, тешко ли е секој ден да го лажете народот? А тој вели, ма не е тешко да лажеш. Don't kiss me. Why? I'm a boy and you're a boy. Oh my gosh, I kissed you because I love you. Boys kissing boys? No, no, no. Со кокошки ли ќе војуваш? Што знаат тие? Ова е мија единица, муртинска интелигенција. Мојот агент јавува дека комшијата ти влегува дома со бајадери. Самурај никогаш не признава дека уште Сабајле ги начека во двор. Суетен студентот што пред некоја време полагал испит пред Нова година. Пошто не ги знае одговорите на прашањата, на листот напишал: јас ова не го знам, Господ го знае, среќна Нова година. После Нова година отишол да види резултати од испитот, на другата страна на листот пишувало: Господ положи, ти падна, среќен Божи. Да, и кога сме новата година има така варијации на тема Нова година, вели Трајче, кај беше за Нова година? Вели дома бе. Абе јас бев дома, не те видов бе. Да, есе за Нова година и се пие, нели, поколете тука. Еден висти го кажа пред 10 години со, дали трпе беше, ја го кажам со Мујо, што го прашале на суд, што направи со тие 100 кила ракија што ги украде. Вели, пола ја избив, пола ја продадов. А што направи со парите што ја продаде, и тие ги измисли. Каже дека измисли. Каже дека измисли, да му се не види. Следната случка исто на тема ракија, нека биде за овие наши граѓани или пошироко што се подсетирувате шкрти народи. Шкрти народи, нели, нека бидат власи, егејци. Така, нели отишол те комшијата или пријателот, му рекол, тури ми од таа ракијата 25 годишна. А овој му вика, ако турав на сите, немаше да биде 25 годишна. Супер, а вика, бајца во Крушево, тут нема ништо, Крушево. Пиво, нема нико, сам, друга. Молча не може што да прави, Крушево. И тоа на време тоа е еден од моите реклами. Дај уште 2 пива, и сам те му се гледа. И рекол, как е сам толкова по се гледа? Од татко ми, пред да умрам, ми го продаме. Така е, да, нема вече, тоа се снима, се обработува. На иста тема некаде слично и со тој што одлучил да го остави од Коколот. Вика одлучил да го остави од Коколот, а овој му вели, ако веќе си одлучил да го оставаш од Коколот, тогаш остави го кај мене. Да, јас не сакам го правим овој модел, јас завчера прослави 2 години. Малина, без ракчува, да, посебно не е. Да, годишна, новогодишната нот, што Весна беби ведно со децата. Само ми се кажа, апаратче да се вклучи, да ја издржа. Добра одлука. Така да новата година сега ми имаме повод од смртта на нова година, што ја прославувам, јас прославувам. Ете, така е сега нова година и остаратите слави и обични денови, одиме често во кафана, па може би не сте го слушнале, вие, драги мои пријатели од мојата банда или гледачите крај малите екрани, за келнерот кој заспал во кафана. Не, кажа. Празна кафанава, нема никој, овој задревал.
Поминал газдата комопнал една. Па стани работи, ме вика Стоклов. Зошто те фаќам? Работи. Добро, вика, нема проблем, се извинувам. Под некој ден газдата седнал и заспал. Келнером, одење, таа една. Станал, кој ме удри, не знам, гужва е вика. Сега ми е шанса. Да, и така натам. Така да на мојата банда се среќна нова година, пошто имам вечерва настап. Бојче сте благодариме што ме почетиш. Публика да ме чека. Почетокот на уште еден пост, ово е постановен чести спомен светите апостоли Петар и Павле. И онако што најповеќе актуелно е овие денови, по социјалните мрежи, прочитате и ќе видите дека се доаѓа до различен начин на постот, каде што некаде среда со масло, некаде строг пост, некаде се дозволува риба, по некои денови. Сето тоа е во тоа зависи затоа што од каде навистина е земен постот, дали е построг или поблаг постот, но апелот кој што секогаш го даваме и еви овој пост е дека секој кој што сакате да постите, најдете си свештеник, духовник, свештено лице, дали ќе биде монах, дали свештеник, било кој, за да си најдете права и вистинска насока како да постите и на кој начин да пристапите кон постот. Затоа што постот не е ист за секоја човечка душа. Секој според своите способности, можности може да пости. Некој може повеќе, некој може помалку. Некој посте со години, некој веќе ќе почне и е почетник. Затоа разговарате со вашите свештеници, вашите духовници, најдете си ако немате и на секој да му се најде правиот и вистинскиот пат да го почне и да го заврши постот. Но не се откажувајте никој од постот. Почнете да постите, нека е лесен и благословен постот. Се молите, немојте да видите како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени. Немојте да бидете како тие, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате нужда уште пред да сте се помолите. Не собирајте богатство, туку молете се вака. Ајде сите заедно. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им проштаваме и ние на нашите должници. И не поведи во искушение, но избави ме од лукавиот, зашто Господи Исусе Христе, Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Зашто ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, на соба, и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на Твојот Отец, кој е во тајност, и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, немојте да видите како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени. Немојте да бидете како тие, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате нужда уште пред да сте се помолите. Не собирајте богатство, туку молете се вака. Ајде сите заедно.
политичка линија од власта и вие не може да очекувате криминал од такви луѓе. Ако сакаме вистинска борба за криминалот, значи треба обвинители кои што се спремни да тргнат во борбата со мафијата и да расчитат со овој криминал. Докази има, не е точно, ако е поминато многу време, ова се што кажуваат за кривични дела, за старини, еве спомнат некои личности тука, не е точно. Конфискацијата може да се оди одвоено. Има таму една одредба во законите која што вика ако вие докажете несразмерност меѓу капиталот што го поседувате и платите што се ја примале, може да ви го одземат. Сашо Мијалков беше 10 години прв човек на тајната полиција. 1000 евра плата имаше. 10 години, 120 месеци, тоа се 120.000 плата. Ништо да не е јадел, да не е пиел, можел да заштеди 120.000 евра. Он денеска има 100 милиони евра. И не се смеат на сите. Зоран Заев, истото, бандит прва лига. Баш кај ги случи покрај овие грабежот, направија и големи предавства, избришаа се што е македонско, име, идентитет, историја, традиција на македонскиот народ. И не ги четка никој. На обвинителите, ние мора да расчистиме со клучната работа, мора во приватизацијата и во приватизацијата одим се одземе од позиција на власт, бидејќи Македонија е оплячкана според проценките во МВР, во овие 30 години се оплячкани некаде околу 15 милиарди евра. Тоа е голема сума. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото, колешке.